Дали зелениот чај влијае позитивно врз метаболизмот? Не ви треба, Асија не ти треба Јосиф за да ти каже дека добро влијае врз метаболизмот. Секој од нас е доволно свесен да знае дека чајот, зелениот чај е супер. Главните бенефити што му се? Хранливата вредност и составот на зелениот чај заедно со сите антиоксиданси кои што доаѓаат, најмногу помага за кардиоваскуларно здравје или за можеби луѓе го користат за да си потпомагаат со сериозни хронични болести како што се и канцерогените болести. Немој да очекуваш дека зелениот чај ќе ти придонесе за повеќе натопење масти, затоа што многу луѓе во намерата да ослабат го користат зелениот чај. Зелениот чај само може да ти помогне да ти даде повеќе свежина и можеби повеќе енергија ради кофеинот кој што со себе го носи. Но тој кофеин сам по себе не топи масти, туку само ќе ти придонесе да, ако си физички активна, да можеби имаш енергија за подобро, поинтензивно да извежбаш, па така да согориш повеќе калории и масти, но дека чајот зелен или било кој друг чај ќе направи нешто такво е наивно да го размислува човек. Единствена работа само која што треба да ја внимаваш, се катехини тие се у принцип супер состојка која што ги има во чајот, но ако претераш со зелен чај знаат да е намалат апсорпцијата на железо во крв, затоа луѓе кои што имаат проблем со анемичност и слабокрвност, нека повнимаваат и нека не одат со над 3-4 чаја зелени во текот на денот. За сите останати е супер и колку повеќе го консумирате зелениот чај, толку подобро. За дека метаболизмот ќе го поттикне, тоа е веќе големо, тоа е големо тврдење, затоа што сепак метаболизмот е многу сложена машина, многу процеси се зависат од метаболизмот и од многу хранливи вредности зависи метаболизмот, не е само во прашање зелениот чај, но дека ќе има позитивно влијание врз одредени делови на тој метаболизам, како што кардиоваскуларното здравје, дефинитивно да.